Добро утро и од мене, јас сум Кристина Атовска, ова е последната тема во денешниот утрински брифинг. Моите колеги им направи еден упад во времето од 15 на минути. Ќе му се извинам на мојот гостин што почека исто толку за ова вклучување. Петар Богоевски од Македонски концепт. Добро утро, добро дојдовте во утрински брифинг. Добро утро и добар ден ви посакувам на сите од снежно кушево. Се одморивте ли од празниците? Па и не прославувавме нешто посебно. За нас нова година е обичен термин, прославувавме само божични празници со семејството без никакви посебни настани, така да цело време сме дома. Супер, за тоа служат празниците, за да бидеме со најблиските, а сега се вративме сите назад на работните обврски и назад и во оној политички метеж, така ќе го наречам, кој го оставивме зад нас, но и еве следи. Денеска ќе биде поднесен предлогот за новите министри до собранието, но ве повикав денеска да поразговараме повторно за проблемот со Бугарија. Нови министри, нов премиер ќе се справува со овој проблем во иднина. Она што е најново е дека вчера Бугарскиот совет за безбедност кај нивниот председател Румен Радев веќе 5 часа разговараше на тема Македонија и за тоа дали ќе ги олеснат или нема да ги олеснат, односно одстапат од своите тврдокорни ставови. Можеме да забележиме од новиот бугарски премиер малку, можам да кажам, олеснета, омекната реторика, но тоа не е случај и со Румен Радев. Како ги толкувате овие собири во бугарската политика, во бугарскиот врв и можат ли да донесат нешто ново, нешто по-оптимистично за нас? Јас вчера со внимание проследив пресконференцијата на бугарскиот политички врв и мислам дека присуствував на погреб, а не на пресконференција. Они самите знаат зошто таа пресконференција доликуваше или не ликуваше на погреб. Од друга страна имам чувство дека на бугарите им е многу досадно во Европската Унија и нема друго што да прават со себе си, освен да се занимаваат со Македонија, поточно да ја малтретираат Македонија. Ако она кое вчера беше презентирано од председателот Радев представува компромис помеѓу новата позиција на новата влада на премиерот Петков Кирил и старите позиции на старото председателство на Радев, и ако е некоја средина, тоаш можам да замислам кои се крајните позиции бугарски, ако е она средина. Значи, тоаш крајните позиции би било да побараат од нас да се само укинеме и да прогласиме, односно да побараме да не ослободи бугарската армија како во 41 година. Значи, крајно антиевропско поведение на бугарскиот политички врв, целосно извршување на задачите од Москва, целосно стопирање на проширување на Европската Унија на Балканот, минирање на стабилноста на јужното криво на НАТО, се она кое е од суштинско значење за Москва, на нас не го испорачува политичкиот врв од Бугарија. Кога сме на тема Москва, има тука само еден интересен момент, а тоа е кога се работи за македонскиот јазик. Токму Русија е една од државите која тврди дека од овде потекнува писменоста, сакам да кажам, оди практично спротивно на бугарските ставови. Еве, последно извадија русите еден документарец на темата на кој што Бугарија реагираше бурно. Тоа е познатата дволична руска пропаганда. За Македонија е документарец кој го поздравуваат русофилите, а во Бугарија руската амбасада демантира било каква поврзаност со тој филм на Руската Федерација и истиот филм е забранет од страна на рускиот председател Путин. Така да
Тоа е веќе и смешно да го коментираме. Јасни се позициите на Русија, она се бори против НАТО и против силата на ЕУ, незиното проширување во југозападна Европа, вклучително Македонија. Они се борат за нивните позиции, ние наша желба е да бидеме дел од ЕУ, значи се бориме за нашите позиции, а Бугарија, за жал, иако е дел од НАТО и од ЕУ, се бори за руските позиции. Многу се анализираше од завршувањето на Советот на безбедност до утринава, практично сите медиуми излегоа со свое пренесување или со своја анализа. Една од работите кои беа најактуелни во овој краток период, а тоа е дека нема експлицитно барање по состанокот на Советот за безбедност за промена на уставот на Северна Македонија. Можеме ли ова да го сватиме како своевидно ретерирање или отстапка од страна на бугарската страна, со оглед на тоа дека се досега Радев многу беше концизен во врска со вметнувањето на бугарите во уставот? Бугарите немаат став како по обичај и ставот го менуваат месец во месец, во смисла на начинот на кој бараат да го затворат бугарското прашање во Македонија. Они сега делумно станаа свесни за катастрофалната нивна позиција за барање на промена на македонскиот устав и внесување на бугарите во него како антибугарска позиција пред се, а не антимакедонска, да речем, како позиција која ги потврдува на некој начин оние југословенски теории кои па токму бугарите се нели најисплашени и најмногу ги плукаат тие теории. Сега веројатно пливаат некаде на средина измеѓу она кое го промовира пред неколку месеци и она кое сега стануваат свесни дека им е погрешно. А јас упорно го кажувам дека Македонија треба да има граѓански устав како република на сите граѓани, а од уставот на Македонија се трнат сите етнички заедници, а не да се дополнува со дополнителна бугарска етничка заедница. Они го сватија сега тоа како факт и како многу сериозно решение и за нивните за нивниот, како да кажам, политичко-историски наратив кој го градат во односите со Македонија, и веројатно заради тоа не го спомнуваат. Меѓутоа, они имаат и силен притисок меѓународен да прифатат позиција, односно да прифатат компромис, уставот на Македонија да се менува во моментот кога Македонија ќе влегува во Европската унија и тогаш да има некои решенија во насока на која ги бара Бугарија. Дали тоа значи дека тие ќе ретерираат и тоа ќе го прифатат како тековно решение, за мене е ирелевантно. Дали тоа ќе се случи денес или ќе се случи после 5 или после 10 години, бидејќи на крајот целта на непријателите на македонската државност ќе биде исполнета. А тоа е децата на Петар Македонецот и неговиот брат Никола Бугаринот да се тепаат по улиците во Скопје пред својата куќа каде што се заедно родени и пораснати и да се докажуваат зошто е едниот македонец, а другиот бугарин. Тоа е целта на Бугарија и овој нивни притисок за внесување на бугари во македонскиот устав. Ќе успее. Тоа е погубно за стабилноста на македонската државност. И тоа ние не само што не треба да го дозволиме, туку треба да им објасниме на бугарските тврди глави дека тоа е спротивно и на нивната национална кауза, но тоа не може да го направат преговарачи како господинот Бучковски. И имам чувство дека од македонска страна се преговара многу погрешно, многу празно, нецелисходно и без стратегија за решавање и затварање еднаш за секогаш на бугарското прашање во Македонија. За каква стратегија, бидејќи ова е многу комплексен проблем, ако знаеме какви се ставовите на Бугарија и задираат во она што ние го велиме црвени линии, може ли стратегија да помогне прашањето?
стратегија која во својата визија ја има Македонија, да речеме, во 2050 година. Каде ја сакаме ние Македонија во 2050 година? Каква ја сакаме ние Македонија во 2050 година? Врз база на таа визија градиме стратегија, во рамки на таа стратегија го ставаме и бугарското прашање и го решаваме согласно нашата македонска стратегија и согласно нашиот македонски национален интерес. Ние посилен и поважен национален интерес од обстојување на македонската државност немаме, а Бугарија со нивната рамковна позиција делумно, но со нивниот меморандум со која доставија таа рамковна позиција во Брисел, они директно атакуваат врз македонската државност и тоа треба со нив да го расчистиме брзо потезно. Веднаш и сега, и тоа Како ако лесно да знаеме се дека заврши. Бугарија е државата која што во моментов е во позиција на моќ? Видете, Бугарија може да биде решена и на начин да биде игнорирана. Ќе сватат дека се Како ако малце имаме битни. вето? Како да како да го Ќе сватат игнорираме дека се ветото? малце битни во светот на македонците. Но во Бугарија има проблем, односно нема презентирање на на македонскиот интерес во Бугарија. Немаме добро презентирање на нашиот интерес таму, за они да разберат кој е нашиот интерес во тоа решение. Во овој момент ние само заштитуваме некакви стереотипи изградени од минатото. И они го заштитуваат нивниот божидаризам или живковизам од минатото и ние ги заштитуваме старите стереотипи наследени од старата федерација. Ние треба да истакнеме современа македонска национална кауза која ќе биде решение, меѓу другото, и на бугарскиот проблем. Нашата кауза е поширока од бугарскиот проблем, но во неја ќе се најде решение не само историско-наративен, него ќе се разрешат и ќе се смират и комплексите кои владеат во бугарското општество во врска со Македонија и македонците. Они се силно искомплексирано општество од нас, силно исплашено општество од македонизмот, од вирулентноста на македонизмот кој е повирулентен и од короната, и од омикронот, и они се силно исплашени. Они вчера излегоа на погреб пресконференција приморани од стравот кој го имаат од македонизмот. Ние треба да ги ослободиме нив од тој страв, но тоа многу малку во Македонија луѓето го разбираат, но еве нека не го разбираат граѓаните. Еве на крајот ќе го разберат. Треба да го разбираат преговарачите и оние кои преговараат, а тоа е владата. За жал, во владата и новиот, посебно во новата екипа во владата, ја не гледам капацитет да го разберат ова кое јас ви го говорам денес на вас. Богоевски, треба ли да има некаков вид на реципроцитет кога се работи за малцинствата? Вчера го слушнавме Радев со неговата позната тврдокорна реторика, вели ескалира дискриминацијата на 120.000 бугари во Македонија. Никогаш досега не станало збор за дискриминација на бугари во Македонија се до ова вето и до почетокот практично на овој проблем. Од друга страна, во минатото се сеќаваме дека македонските здруженија во Бугарија дури добија тужба пред меѓународниот суд на правдата, но тоа сепак не се почитува. Ние можеме да забележиме генерално нашата надворешна политика дека можеби многу помалку се грижи за своето малцинство од останатите држави. Тоа е грешен вашиот впечаток. Простете, морам да ви кажам дека бугарите се обидуваат да направат представа пред светот за малтретирани бугари во Македонија веќе едно 70-80 години. Може би се сеќавате на Спаска Митрова од пред 20 години. Или сте заборавили. Значи, они перманентно 70 години прават култ од тврдењето за малтретирани и убивани бугари во Македонија и кај што нема бугари ги наоѓаат сите малтретирани да бидат бугари. Тоа е окей, тоа го разбираме и го знаеме. Меѓутоа, позицијата на Бугарија и на председателот Радев е истата позиција која ја негуваат ретко кои држави во светот
пред се Русија и нивниот руски свет и Србија и нивниот српски свет. А тоа е, докаде има Срби, до таму е Србија. Докаде има бугари, до таму е Бугарија. Сосема исто. Треба да сватат и србите и бугарите дека македонските срби или македонските бугари си се наше внатрешно прашање и наша македонска работа. Ние ќе се грижиме за нашите граѓани, за нивните права, за нивната еднаквост со нас македонците и заштита на нивните културни и етнички белези. Тоа не е работа на Румен Радев или на Вучич или на било кој друг околу нас. Тоа си е наша работа. Исто така, негување на правата на македонците во Бугарија е работа на Бугарија и на европските стандарди, а не е работа на македонскиот свет. Ајде сега ние да не влегуваме во филмот на Слободан Милошевиќ, да не влегуваме во тој болшевички филм, па да погрешно ги сваќаме терминот нација и да влегуваме сега па ние во истата приказна, да не насанкаат на истата приказна и да навлеземе во конфликт со сите 5 соседи. Многу е подобро ние да останеме уникатни, оригинални, најнапредни и најмодерни на Балканот, какви што сме, и со аргументи и со знаење да ги победиме болшевичките сили или остатоци од болшевизмот на Балканот, кои се силни и во Србија, но пред се во Бугарија. Бугарија е силно болшевистичка држава. Да, за тоа треба и национално единство кога се политичките партии во прашање, ние се уште го немаме тоа. Богоевски во Македонија зборувате? Да, за Македонија зборувам. Па јас се обидувам на разни начини, еве како индивидуалец и нашата форма политичка, да промовираме решение на сето ова и да понудиме некако да помогнеме. Ја немам комплекс дали е Таче премиер или е Маче премиер. Уопште немам комплекс. Би помогнал на сета помош која може да се направи за Република Македонија, за државата, за нацијата, небитно нашата политичка припадност. Јас сум во опозиција, сега на власт се други, меѓутоа, кога станува збор за национален интерес, сите треба своето знаење и умење да го ставиме на располагање на Република. Богоевски, морам да ви поставам едно прашање, бидејќи позициите на Бугарија и бугарите таму се многу јасни и можеме во целост да ги разбереме. Но во последно време има изјави кои се од наши сограѓани. Еве конкретно господинот Петар Колев од партијата ГДУ, кој е во последно време недостапен за македонските медиуми, за бугарски медиум вели дека во нашата држава се уште постои многу говор на омраза кон бугарите. Гледате вие говор на омраза? Имаме ние општество во кое што имало говор на омраза кон бугарите? Говорот на омраза беше поттикнат од Бугарија и од тамошната омраза. Тоа беше бран на омраза, тоа беше цунами на омраза кој го плисна македонското општество. Тоа потекна од Бугарија. Сите фрустрации на бугарите во врска со Југославија, Тито, македонците, подобриот живот на југословените визави бугарите, одбивањето на Бугарија да влезе во таа Јужнословенска федерација, нели под притисок на Москва и така натаму, сите фрустрации на Бугарија излегоа на површина пред година-две, пред 2 години, и сосема беше нормално македонците да одговориме во одредена мера на тоа. Тоа е човечки да се браниш. Да речеме, Бугарија сега гради нова стратегија, нарекувајќи не нас современите македонци, северно македонци, визави оригиналните македонски бугари или македонци кои биле они. Ја на тоа им возвраќам со зборот вулгари. Зошто? Затоа што ако северно македонизмот е производ на Преспа и на грчката стратегија за Македонија, тогаш и вулгаризмот и вулгарите се производ на Грција и стратегиите кон Бугарија. Така да ако на нив ги боли зборот вулгари, на мене исто толку ме боли зборот северно македонец. И они има да научат во нивните тврди глави дека се тие кои навредуваат
понижуваат и омаловажуваат, поттикнати од нивните фрустрации кон Македонија и македонците, а ние само се браниме. И тоа е така, а господинот Петар Колев треба да се определи дали е македонски политичар и дејствува во Македонија или е бугарски политичар и дејствува во Бугарија. Ке го завршиме разговорот со предвидување или очекување од она што допрва треба да се случи посетата на новиот бугарски премиер со новиот македонски премиер кој очекуваме до крајот на неделата да се случи. Секако е неизвестно дали најавената средба за 18 декември ќе се случи точно на 18 со оглед на тоа дека вчера излезе информацијата дека Петков е во изолација, но средба ќе се случи. Дали на 18 или неколку денови подоцна, што можеме да очекуваме од таа средба? Јас се плашам премиерот Петков да не е во генералска изолација, да не е во ковид изолација, но како и да е, таа средба ќе се случи, кога и да е, не е важно, кај да се случи, и тоа за мене не е важно. За мене е многу поважно тоа што господинот Димитар Ковачевски доаѓа од сосема друга фела од областа за која зборуваме, тоа е бугарското прашање во Македонија. Он нема никакви познавања по тоа прашање, го следам на неколку изјави кои ги дава, за црвените линии не го даваме јазикот и што вика таму нешто друго. Целосно сувопарно, површно, едномазно, површно познавање на работите, односно големо, темелно непознавање на работите. И таа средба ќе биде само убаво што се видовме, се запознавме, комши, се сликавме, си кажавме што имаме да кажеме. Петков ќе ни раскажи за желанието на бугарите да направат пусти коридор 8, кој никако да го направат 70-80 години поради забрана на Москва. А господинот Ковачевски не ќе знае да му одговори дека патиштата кон Бугарија ги правеше Јосиф Броз Тито. Без проблем. Бугарија беше таа која не ги правеше патиштата кон Македонија и до ден денеска Бугарија одбива да направи 12 километри патче за да го отвориме новиот граничен премин Клепаво, кај Берово, кој постои веќе 30 години направен со се зграда од македонска страна, а од бугарска страна им е тешко да направат 12 километри патче. Така да господинот Ковачевски треба многу посериозно да го познава бугарското прашање, за да го најде подготвен и да го пречека домаќински господинот Петков и да му одржи лекција на Петков. Како тоа ние македонците никогаш не сме се плашеле или воздржувале од соработка или пријателство со Бугарија. Туку обратно, бугарите се тие кои се плашат од Македонија и македонците, особено под притисок на Москва. Богоевски, сосема за крај, можеби едно од најважните прашања, кое што исто така може да се шпекулира после вчерашниот Совет за безбедност, да тоа е дали е возможно отворање на преговарачкиот процес и во негови рамки подоцна наоѓање на спорот, на решение за спорот со Бугарија. Или сепак ќе останеме заглавени со предусловот прво да го решиме спорот, па подоцна да ги отвориме преговорите. Стратегијата е да се пренасочи фокусот на внимание од историјата кон некои си дневно политички, економски, инфраструктурни теми. Тоа да се случува следните 6 месеци и после 6 месеци од кои ќе граѓаните на двете земји се смират, помират и ќе заборават на историјата, да се премине кон следна фаза. Таа стратегија е погрешна, бидејќи и во Македонија, и во Бугарија ќе има луѓе кои секој ден ќе го потсетуваат и граѓаните на Македонија, ќе ги посетуваат граѓаните и на Македонија и на Бугарија, дека постои историскиот проблем. Таа стратегија нема да успее, бидејќи пак ќе се соочиме со истото прашање. Моето видување е поинакво. Сенување, здраво сенување и подитно, брзо потезно завршување на историското прашање, но со одржливо, темелно
решение од кое ќе произлезе нов договор историски договор помеѓу македонците и бугарите и за секое затварање на бугарското прашање во Македонија и македонското прашање во Бугарија. Само така имаме шанса да добиеме за неколку месеци почеток на преговори со Европската Унија, а ако некој се лажи дека ќе не превесва женни преку вода како со преспа и дека Македонија ќе дозволи било какво договорче со кое ние пак ќе премолчиме ради европското прашање, се лаже, бидејќи македонците премногу се изгоревме со невниманието, односно довербата на одредени политичари дека знаат за што преговараат. Покажаа дека не знаат и донесоа национални катастрофи на Македонија. Тоа не треба да продолжиме да ни се случува, туку треба работите да ги решаваме темелно со одржливи решенија кои ќе ја отворат иднината на Македонија и на македонците. Господин Богоевски, благодарам што одвоивте време утринава да се вклучите во денешниот утрински брифинг. Ви благодарам многу и на вас.